се фокусираш повеќе на хормони, претпоставам и на исхрана може. Имав некои здравствени проблеми кога растав. Еден ден, не знам, се изнервирав, имав другарка што беше на медицина, ета молам дај ми книгите, си седнав дома и почнав да учам околу тоа. Разборуваме околу тестостеронот, што го намалува истиот. Не е толку битна бројката што ја гледаш на blood work, доколку нема симптоми, не треба човек да се замара со тоа. Неколку ствари кои што водат до намалување на тестостеронот, особено ако збориме за подграница, се Тој ми беше супервизорот, ми вика, абе, Майкл Джордан, окей ти е да го следиш. Јас го имам ладен, викам, да бе, нема кај ле. Третиот пат поминувам у ресортот и он поминува со жена и вака ми наприја толку. Не бе, те поздрави Джордан. Викам, леле. Ај здраво на сите. Ова е нова епизода и малце ја менјаме со оваа епизода. Сакам прво да спукаме еден тренинг и да даеме неколку совети околу тренинг, вежби и се до тоа со мојот гостин денеска, па кога ќе завршиме со нашето тренинче, после ќе се пребациме со ова да довршиме уште некој муавет почил, а сега малце да се напумпаме. Денеска гостин ми е Алек Дренко или попознате по тоа што го има Kinetics студиото веќе долго време, не знам николку години. Прво да ти посакам добре дојде. Фала ти брат. Колку време е Kinetics? Мислам дека има веќе 8 години. 8, да, знам дека одамна е. Јас уште Play Fit Move кога бев, се сеќавам дека Kinetics има такви тренинзи, групни тренинзи, сличен принцип како и ние што имаме, така. Само вие сте како програма, имаш пример за машките, да речеме некоја Superhuman беше нешто така. Да, едната се вика Superhero, таа ние за машките, имаме една гада што се вика за женските. Принцип уште кога го почнав Kinetics имав идеја нешто кога да направам различно, како ја би вежбал на ниво место. Поради тоа што првите места каде што држав тренинзи, кога беа мешани машки женски, многу често женските ми вика сакаме повеќе ова, машките сакам повеќе ова, и бев кај да си го поедноставам тоа и така се затара. Значи посебна програма за машки, посебна за женски. Они си вежбаат посебно, претпоставам, во еден термин си има машките, во еден термин си има женски. Да, се уште не е така. Одлично, браво, супер. Топ. Ние ќе вежбаме малце, сакам да правиме тренинг за раце, му спомнав на Дренко да испукаме раце малце. Кажи ми кога правиш, имаш вежбаш некојаш посебно раце или не толку? Многу ретко. Многу ретко? Да, сум имал периоди во живот кога сум вежбал само раце, ама искрено прилично полесно ми респондираат од други мускулни групи, така што обично ги оставам на крај. Кога поголема вежба, пример, као, не знам, пуш и после тоа на крај довршуваш? Да, на крај довршувам трицепс или бицепс, сега моментално сум на upper lower split некој. Така, си ги менјам чисто да ми остане забавно. Да, па тоа е искрено, ја тоа гледам често да го менувам сплитот и тие, пошто пред се вежбањето да е забавно. А ја и ти сме па и тренери, работиме тоа, па ќе речеш мора да ни биде интересно, ама вака на луѓе што доаѓаат или плаќаат за да вежбаат, ако не им го правиме интересно, некако монотона, ако биде брзо ќе се откаже. Како и да е, ја не вежбам многу често раце, ама се договоривме да испукаме раце, пошто зашто не да се напумпаме маце, да ми изгледат поголеми после на епизодата. Вака, warm-up, ништо спец нема да правиме за раце warm-up, што нема што да правиме. Само малце крвото. Не прави така како ние што правиме сега, тоа е најбитно. Warm-up мора иначе, ама не. Се загреавме пред ова. Да, малце дигни едно, дигни друго, поздрави се, вака, така. Знаеш што сакам? Чекај, динамометарот да го земам и grip strength да ти измерам, да видам колку ќе стиснеш. Чекај, кај го стави. Немој такви работи, бе, зашто вака со притисок почва се заебам. Сега на експото кога бев у Германија, едното видео ми беше да мерам grip strength. Го гледав тоа, го гледав. Бевме кај strongman, бевме кај buildери, бевме кај многу јаки фаци. Имаше јаки бројки, брат. Ја нема никаде да го достигнем тоа, ми се. Ајде вам ја денес. Вака правеше тој. 60. Демек појако така како? Да бе, тој црнечот зема и вака нагоре. Така? И оп, 88. правила. Ништо треба само најако што. Најако што можеш стискаш, брат. Добре, ајде видиме. Опа, и крца. Да, чекај. Ги крца прсти да ги загреа. Ева, чекај, добро. 65, и па добар си, бе, дечко, одлично. Си изненадив ја. Така. Али многу добра работа за мерење, неш, имаше нови истражувања што викаа дека grip strength одредува колку долго ќе живееш у суштина, затоа што правили истражувања валја некои од постариве популации и дека кои имале по-слаб grip strength цркнале порано. Немам одма да идам контра на ова, така? Да, па гледај, као grip strength принцип колку поише здрав живот водиш, толку се поголеми шансите дека ќе имаш grip strength. Ама одамна, да. Не е како grip strength ти е појак, ако сега земеш и grip strength вежбаш цело време, нема да ти влијае тоа врз живот. Да. Добро, тоа ние го вежбаме преку вежби и сега може да се тестира.
Во суштина овие што се, знаеш, на кој ми било интересно, пример работници што се. Пошто они имаат јаки раце и имаат големи раце, нели работни раце. Што копаат, што лупаат, што прават такви работи, они сигурно имаат јак грип стренд. Да. И ме интересира еве според нив пример дали они ќе имаат longevity или пак пошто пак и они тоа е за нив вежбање, да речеме, ама и тоа им е лајфстайл, нели? Да. Сега кај нив ако се измери тоа и дали тоа ќе биде предиктор или мислиш дека нема врска? Па мислам дека нема биде предиктор, пошто обично не знам работниците знаат и други многу ствари да прават што ќе бидат контрапродуктивни за longevity. Ракија после ракија, како ќе заврши со работа. Така што не верувам. Не мислам ајде да не зборам ништо што не сум го проверил. Па да. Јас го следам доста доктор Инди Галпин, не знам дали го знаеш, сигурно го знаеш. Да. Така да, он е она респектед човек у овој филд. И баш он имаше зборено на неколку наврати околу ова, не дека, знаеш, го збори као и мора да се прави, али као дека е доста добра работа и знаеш зашто го користам со мои атлети, со мои спортисти, можам да видам кога валам просек дали е изморен. И не може да ме лаже, пример, пошто знаеш атлета, кога атлета зборам спортист, нека ќе дое не му се вежба и ќе ми рече изморен сум, а може да ме лаже зашто не му се вежба. И сега јас ако го измерам стренд грипот и секогаш им викам дај само не ме лаже, да знам дали вистински си изморен, ме сваѓаш. Пошто ако е вистински изморен, ќе видиме дека е помала бројката и нема да го форсирам на тој ден. Разбираш? Затоа го користам. Да тренирам кај тебе, ќе изморувам под лактица пред да одам на тренинг. Брат, Нема изморен можам сум, после немој бицепс. сега. Да, да. Ајде, што вежбаме? Имаш ти нешто на ум или? Па мислев само да направиме 2 по 20 бицепс и overhead triceps, па после да преминеме на некои појаки вежби. Обично Океј. Ајде, тој предогледало сега да ти ја мај. Ти си земал тенк топ таман. Ја имам една мајчка мај после ќе сменам малце. Ова пам кавер нека ми биде. Ајде 2 по 20. Мислам 20 сега, па ќе направиме една за трицепс. Дали се фокусираш некогаш на темпо? Скоро никогаш. Не? Да, ако желбата у вежбањето ми е да бидам најголем што можам или не знам да потенцирам некој мускул повеќе да раста, најверојатно ќе обрнем малце повеќе фокус, внимание. Меѓутоа мислам дека пак особено, не знам, во спремноста што имаме понезначителен фактор. Те разбирам. Ако сакаш да имаш повеќе контрола врз мускулот, ќе успориш темпото. Пошто ја имам посебни фази, зависи кога програмирам. Имам посебни фази, програмирам. Спадна JavaScript. Кога куцам. Да. Имам посебни фази и пример одреден блок ќе ми биде за ексцентрично движење. Разбираш, се фокусираме на тоа темпо или на такви вежби што се доминантни. Па затоа сега да те прашам пошто нели мускулот се издолжува во таа ексцентрик, во тој ексцентрик поршен и често знам да го успорам темпото примерно на одредено движење, да работиме 3 секунди надоле или да работиме со негативниот дел потежок, па нагоре нели со полесни килажи, тоа некогаш го применуваш или Многу ретко. Гледам порано кога сум вежбал поише за сила, ова последно што го спомна, значи да земам поголема килажа што не можам на концентричниот дел да издржам, па да така да вежбам ексцентричен дел и да го успорам, да, ама го немам правено тоа многу време. Не гледам до толку бенефит дека ми донело во однос на остатокот од тренингот. Так. И не ми е толку забавно. Така, да, и реално подосадно е затоа што е поспоро движењето. И не е толку интересно, трае една вежба по минута, колку минута и нешто зависи. Ај со една рака трицепс, горе. Ајде, направиме по колку, по 10 до друга. Имаш послава појака страна? Многу мала разлика мислам. Да? Да. Трицепсот знаем многу малце ми е послаб од левиот од десниот. Не знам зашто е тоа. Со трицепс користиш бе. Екстензија имаш бе. Ево, мој мозок ще наква. Абе има дисбаланси кај луѓе. Нормално, според мене е сосема нормално. Скоро се нормално, мислам, особено во визуелно, во кој колку ми е голем мускул, имам поголема разлика од колку во сила. Така? Да. Исто и ја додуша. Имам операција правена пред вкрсани. Имам вратено ногата, не дека немам, а пак визуелно личи помала левата, пример, од десната. А вака кога буткам, немам многу пример разлика во стискањето да осетам, знаеш, да пренесувам тежина на десно или нешто. Али дисбаланси у суштина се доста постојат. Многу луѓе се чудат дали треба да имат или не треба да имат. Еј, види го ова. Не, сосема е нормално, Скрос. така, не знам, органите не се пропорционално Апсолутно, како што и распоредени, така а не што па немаш мускули, шанси, да.
Нема шанси ти са. Многу луѓе го веруваат тоа. Да, и Многу кога им луѓе се смета, плашат потсвесно заради им тоа, влага. да. Така што се трудам да им објаснам колку можам повеќе дека стварно не треба да се замараат со тоа. Апсолутно, ама и, знаеш, зависи до кај е разликата, ако е некоја голема разлика, да, окей, може да се направи фокус малце, да се смени тоа, ама само доколку вежбаш со тегови или со кетелбели, Што идеме сега? па уште една, да. Ајде. Ако правиме вежби со кетелбели или со тегови, ќе се направи тоа самото. Ако ходиш си шипка цело време, тоа е проблем. Ова е 20, рековме. Не се примисли. Веќе почна да иде крвта. Тебе лесте ти се. Мислам, не дека ми се тешки, ама си доаѓа. Не бе, ја почна да се изнервам. 18, ај нека биат 18. 19, кој знае, 20-30 направивме. Одмараш ме ги вежба, бе. Како? Одмараш ме ги вежба. Се фокусираш на вам, се мора да одмараш, али? Да. Зависи колку ми е... Тешка. Не бројам, се слушам себе колку ми треба. Со тоа што нели, ако е, не знам, ваква некоја вежба ми е помало одморала отколку ако е некоја покомплексна. Така, Или ми бара и да. поише баланс и поише мускули. Да, и зависи кој мускул е, нозе, пример, нормално поише го мараш. А има многу луѓе, познати овие инфлуенсери, зборам од запад што се и така, што викаат дека и на вакви вежби треба да одмараш по 3, 4, 5 минути. Као истражувањата покажуваат дека на лонгран подобар ќе биде ефектот, ама еве, ја и ти работиме со група. Да. Луѓе кои што дошле активно да спортуваат. Да. Како ја на некој да му речам на ваква глупа вежба, реално да му одмори сега 5 минути. И он што да прави тие 5 минути да шета. Не, ама рачунај дека ти кога го држиш тренингот имаш саат време. Мислам, Да, немаш време, Не е само за тука, туку и општо луѓето Така кога е. вежбаат, немаат цел Нема ден на толку тоа. време. Да го правам ова професионално. Не знам, да ми беше бодибилдинг сонот или не знам, или пауерлифтинг или било Ќе се што, да фокусираше бев на атлетицизмот фокусиран. Да, ќе одвоев 3 сати во денот за да го постигнам истиот волумен на работа Да. со по 3-4 минути пауза. Ама ако го неам тоа, Да бе, и имам реално саат време да го пукнам мојот тренинг, пошто треба да држам тренинзи, Така. треба да работам дома, 300 глупости. сите имаат обврски у денот, не можат, Да. што викаш така. Тоа На крај разбирам. на денот за тие 5% бенефит да потрошиш уште 1 сат во денот, вреди. стварно мислам дека не вреди. Ај трицепс да го испокоја. Доста одмарав. Да имаш со кој да правиш муаве. Ќе одмараат сите. За тоа девојчињата. Мораше подкаст ли да снимаме за муаве да си направиме вака. Реално. Тоа е наш оправдување е тоа. Највише работиш со тегови и со кетовили. Кетовили користиш? Били многу слабо последно време. Имав нека, не знам, еуфорија за нив пред неколку години кај што Флоу. Да. Абе, знаеш што? Флоуав многу, ама се искрено немам фатено кетелбел со исклучок на, не знам, 3-4 тренинзи со години. Така. Да. Знам дека брат ти поише работи со Да. кетово. Знаеш ли од кога го знам брат ти? Колку ја играм кошарка со брат. Така? Кочо, не знаеш. Многу игравме кошарка, живи се. Многу респект имам за него зашто кај него голема промена се деси. Ти примерно дамна беше у вежбање и се тоа. Да. Он не беше толку повежбање, играше баскет чек изигра, а после кога се фати сериозно, сега гледам дека е Како си машина. рипна сега, Да, баш кај машина. кетелбелите ги ломи. Видов дека прави стварно интересни ствари, ги врти, ги лупа, она керава флоу. Абе, многу јака работа, у суштина, стварно. Знаеш, пред се е компактибилна. Идеш у Грција, земи си едно кетелбелче, милион многу. вежби ќе направиш, брат. Вака не можеш све да мкнеш реално. Ги вратиме овие. Тегови на место мора да се враќаат. Да кажеш после дојде овој кинетик не знае тек да врати. Така, е тамо, ако не вратат на место, брат, Ау, се карам. казни, брпиња фикс. Хај, кажи, Што правиме сега? па еве една ќе направиме за бицепс, кажи ти колку како што, па една ќе направиме за трицепс. Еве гледаш што има, тие се сајли иначе. Гледаш имам и сајли. Сега за не, бицепс е позаебано затоа што две вежби имаш со Закон мај. се овие. А? Прв пат гледам вакви. Да бе, абе многу се компактибилни, гледаш од страна, сега може многу вежби да се прават со нив, али за бицепс има само две. Можеш нели вака и можеш Да. ова. Нели треба да е енкерот од доле за да можеш за бицепс да правиш. Чекај малце. Што сакаш? Идеме за бицепс прво, Да, така? да. Имаш фоум ролер? Имам. И треба за нешто Еве да... ќе. Да ми Гледаш ги право однесе. шарините? Да. Си Ајде земам да видиме да што ќе држи. смислиш. Ми се свиѓа што си она иновација, иновативен. Па нешто малце да смениме. Како бе? Поголем земек.
Па може 10 Ти треба пак стави земам. подолг. Сакаш блок да ставиш на Ќе се- лапчета? На клупата сакам да го потпрам. Ајде. Сега нешто ново си правев. И некако многу бе воспален. За утре подобра ден запален. изолација? Да. Чекај, ќе донесеме предогледалци, бе. Да. Ти мора да се гледаш, а? А, но сам буду за подолги. Кај идеме таму? Ајде да сменимо огледало. Кажи каде. Ти водиш кај тебе сме. Вака да сме? Било како. Као спајдер Во страната, као нешто бе. или? Аха. Во страната. Ево, окей, вака. Ова го нешто као за видео се спремав. Викам ај нешто ново да пробам. И утре дента не може врака, кренам. Добра. Да. Пошто имаш и стабилност, го подпираш лактот нова, ти доаѓаат позади, ти издолжува и цело време Рамото ти е осеќаш у контракција. екстензија позади, да. Да. О, најс. А уствари со ролерот креираш дополнителна елевација да има Да. поише рамото да иде у екстензија. Добро. Колку ќе правиме? Не знам. На колку сум? Што имаш, 10-ки? Да. Ајде 15, а? Ајде ќе пробам. Колку имаш? 7? Да. Добра. Добра и за фул екстензија доле, не смета ништо. Бро. Најс, ова не сум ја правил сега. Ќе ја убациме на тренинг сигурно. Јас имам сплит сега моментално, ама привршувам рамо и раце. Што вежбаше вчера или не вежбаше? Вчера вежбав згибови само. Да. Недела ми е така, да. Само згибови. Само, ама правам. Ше малце ќе доправам ја. Уште 2-3, 20 испадна сигурно. Мислам. Матеј, види камерата колку испадна. Броиш ли таму? Ајде да се напумпа да ти е. А иначе само згибови, ама или се пример со килажа или ќе направам 300-400 у саат. Тоа е многу. Како го мислиш ова? Тука си? Да, го поставам повисоко. Не ми треба стои. Вака. За можам го да се подпрам, стегаш нели задник за да. Добре. Да. Да помаш? На куро па како ги снимаш бе? Долги раци имам. Океј. Да. Можам пак тоа да го исправам. Супер. Добро. Топ. Да завршам оваа 2-3 серии, па ќе облечам некоја друга мајца. За џабе ли доловме пред огледалото? Реално. Но, пак се гледа сега нешто, е флексот. Да се гледа може и без. Неговите скрати ги таму негде на пива. Прв пат кога ја правев. Прв пат ја правам вежба и прв пат ја правам и као зијам 15 Аха. не? Седнам так, Не ида се. Реалити чек. Боби не снимај. Ама, добро, сега испукавме и двајцата 20, сигурно. Јас ги броев 20 има. Земеме 12. Да. Да видиме да спуштиме. Ти ме челичиш, а? Ќе видиме денес 15 може. Мамо беа, че. Може ти ги кренеме, а? Да. Ево ги. Кој обично во кој репрейндж работиш? Еве пример, еве програмата Superhuman, супер. Срам ми е веќе ја кажам колку не се замарам со ствари. бе. Да? Да. Околу- Не, најчесто гледам да е различна серија ми е во различен репрейндж, гледам сите да ги опфатам. Со тоа што Од високо до ниско, тоа се Да. закажеш, така. Со тоа што знам пример некоја серија да ми е, не знам, меѓу 5 и 8, серија да ми е меѓу 8 10, 10 12 и највисоко 15 до 20. Така. Што обично ги избегавам тие последните. Па добро, да, тие се Опа, се осеќа разлика. па како не. Не, добро изолира многу вежбата. Пошто може фул да се исправи лактот и има доста елевација, рамото е позади у екстензија и доста добра вежба. Ја обично ја правам на клупа на двојка, тројка, ама таму рацете ти мора да ги држиш позади. Колку имаш? 90? Сега Пак ги не број броиш? 9. Ајде. Идеме до 10. Ајде, дај уште едно-две. Иде. Не иде. Следната ќе умрам ако ја направам ова. Да, добро. Презервираш малце, добре. Ар. Едно-две, сигурно. Ова се топав само. Треба да го кинеш. Тука треба сум добар. А кратки во изложената правиш? Кој изложен мускулата? Ја доста ги поштуjem тие, кога ќе завршам пример со одредено движење и веќе не можам да поминам низ цел range of motion, гледам да се испукаат кратки кога издолжен. Правам повторно, не често.
Последно време особено се фокусирам доста на full range of motion, да ми е цело време вежбањето. Гледам дури да убацувам стречови на голем дел од вежбите. Ајде. Снимај го него, снимај го него. Десето! Ај си ги додаде 2-3, али. Ги убаци, дур него гледа. Ај, леле. Зевано, така? Добро, многу. Ќе пробаме 15 ќе кренеме или не? Ако идеме на One Rep Max. Ај, многу ми One интересира Rep дали Max. сега ќе успеам или не. Мислам Може дека се не. различи 15-ките, чекај да. Еј, помина месец од тогаш. Па има Кој го прогрес. знае? Да видиме дали има прогрес. Да. Језда требаше прва серија, тоа не последна, али? Тоа ќе те прашав, да. Пошо. Ќе ме залажеш таман со овие. Да, не можеш точно да знаеш. Гумата ја нема, овие се голи. Не, кажи ми 12 со овие живе. Тоа сакав да те прашам исто, пошто еве ние некогаш пошо. Реално сега загреавме бицепс, направивме него вежби и дури имавме крвоток доста. И сега можеби ќе беше попаметно да почнеме со 15-ката и да изгураме колку можеме, па да намалиме. Па, ако сум добро загреан, Тогаш. обично тоа го правам, да. Ако Пример, ќе ги направив првите тие две, по 10 што ги 20. и кидевме на што ги направивме. 15-ка реално. Да. Обично така вежбам, гледам додека сум одморен да ја кренам Најголемата најголемата килаж. килажа, да. Али да бидам добро загреан. Така. Срам ми е да почнам. Бога ми ова. Пошто мислам дека нема да се крене. Види, Ај, абе, јас со 3 ге бев за не натака, ако ќе ти кажам ако треба. снимаме мене, па ако е добро, прати го кадарот. Не, Ај, задња, ја се имаш, брукам, имаш, се за- брукам. За 5, за 5. Ајде. Го рачунам ова, така? Дигај, два. Нормално. Дигај, 3. Ајде. Си ојачал малце, си ојачал, гледаш? Иде 4. Еј, со минимум 6 сме задоволни. 5. Ај, мој. Дигај. 6, браво. Најс. Ништо, не можам да свиткам ракава. Ми се згрчи ептен. Така. Утре шо тренинг ќе правиш или одмараш? Утре е вторник. Малце ме збунија денови, искрено ќе ти кажам. Ми го утна цел распоред некако. Така да, а денес обично вежбам гради со повисок волумен. Утре вежбам олимписки кревања и нозе. Олимписки кревања си поштојаш или не? Си поштојам, да. Првото го Ајде! Браво. Тоа. Горцу Браво, много, браво. мисли. 4, а? Да. Нема како да го дигнам. Кратки уживај. Тоа е тоа. Оу, Браво. Браво. Да. Ајде, прв пат ја не можев со овие. Така, као, види горд. Да. Оу, добра вежба. Стварно напумпа доста. Браво. Идеме следно или? Трицепс, да. Да, трицепс. Па да, антагонист малце. Ајде. Иначе, Да одмориме, а? нема како, ако саш да дигаме петки и двојки, Чие са. Ај ги вратиме. како ги носиме еден по една, као мислиш Се уморивме, 100 кила да ти. Што трицепс, пак кажи ти вежбај. Испукај ти некоја, па ја ќе плапнам некоја. За трицепс ти викам можеме сайла да користиме, можеме шипка, можеме дека- изи бар. Има изи бар исто. Чие сакам да пробам нешто на зидов. Ај пак нешто покреативно. Слободно, ми се свиѓа. Иновации вакви може. Пошто тоа што ти зборев дека гледам доста стреч да имам додека вежбам за заштедам на време. Се ова ми е нешто new time favorite. Аха, го Пошто истегаш. имам многу проблеми со трицепс и лат. Многу ми се стегнати и гледам цело време да ми е Добро, истегнат. овдека го работиш у истегната позиција, не можеш да исправиш раката скрос. Најс. Али 12 за ова е амбициозно, браво. Да, 4, малце. тешка е, да. 5, тука си се 10-ките. 6, дигај, 7, браво. Доста 7, најс. Да. Вака кога работиш десна лева, дали се фокусираш на една, за мене многу битна и интересна работа, Кажи. дали се фокусираш да направиш прво со послабата? Да. Ето, најс. Поради тоа што нели има глобален и локален замори, многу менува. Ако сега ја правиш втора левата, ем ти е послаба, ем сега ќе немаше да иде уопште. Да, ја пробам. Ама јамот заебав да Да, мислам дека е тешко. Да. Чему да си? Со 12 иде по окей.
12,5 камоце. Ми изненади. Нешто меко треба за лактов, бе. Или Дейвид Гуин shit. 9. Браво. Еби си. Ти имам вежбат. Добра. Добро е, многу што е истегнат мускулот. Само ми е чудно ова што не можам фул локал да направам. Епа, Ама не. Со Сайли може да ти уште боле од ова, али... Да, не, а немаме као се подпреме. Не, добра. Ја немам пробано. Види, преска зборевме за тоа дека кој е мускулот истегнат, Да. највише се кине мускулно влакно и расте, као и сите истражувања као тоа го кажуваат, така да ми се свиѓа вежбата што се фокусира на тоа. Да, и имам, тој дел ми е не знам, најстив. Многу ми е тешко било што со оверхед позиција. И обично пречкани ми прави као толку рамо или гради, колку што ми прават лат и трицепс. Ти се згрчани едноставно. Да, затоа се трудам колку што можам поише да убацувам вакви вежби. Правиш некој пуловер и некои такви ствари? Овие што се... Да. Да. Они го истегнуваат. Да. Они го Само не истегнуваат. забележав толку многу разлика кога Кога ги пробав прашај? со пуловери, да. Не знам, вакви ствари кои поише да ми... Ја обично, па добро, да, види, ова е многу добро затоа што го работиш тој range of motion, ама со килажа го истегаш. Да, во килажа, пичку мата. А да земе 15? Не. Добро, уша малце си залепен. Прво малце повеќе се залепам на следната. И под лактица, мене лактот највише ми удираше. Под лактица, на лактица помогу. Гледам дека ја ставаш фул. Колку набри? Бројше? Па некој 10 мислам дека. Мислам помоза. Може после да време, кој ги напумпаме фул, да направиме некој изгип и некој склек. Јади го тука. Колку кила си? Пошто голем си. 93. 93, бро. Да. Ајде, иди добро, ајде. Нека вака си помагам кога не можам да... Си изморил десната. Да бе, види. Десна постава од лева. А обично ми е десна да појах. А менчови, преш такви работи? Да. Косбенч, знам Највише да правам доста, да. Знаем од се проблеми на рамо ми прави. Обичен? Да. А на кој ти е подобар? На кос ми е подобро, да. Ја кај од кај добиваш мотивација пример за вежби? Мислам добро, некогаш сигурно и пробуваш сам некои ствари и ги откриваш. Али следиш пример онлайн, гледаш вамо тамо намо. Или свете од што си експериментирал. Па порано гледав многу. Сега последно време искрено поише експериментирам. Гледам што како осеќам ја кога вежбам. Книга некоја читаш од неизе, па експериментираш, пробуваш од неизе. Пошто има многу застарени вежби, пример, што се од порано, од некои добри автори кои што биле добри тренери, ама пример чудна вежба или нешто, па така станал славен у суштина Бен Патрик со АТГ. Застарени вежби, мала модификација ако треба нешто и си го направи тоа што го направи, ме сваѓаш. Да. Реално. А има такви многу. По пример мој нели Чарлс Поликин. Да. Искрено многу слабо читам книги последно време околу тоа. Знам да гледам поише, не знам. Поише сакам да негувам толку време на ствари што не ми интересираат додека стигнам до потребната информација, така што поише се користам со PubMed. Аха. И Истражувања читаш Google највише. Scholar овона. Така. Да, и наоѓам да видам ако добиам некоја идеја, почнувам да барам дали некој ја тестирал, пошто Така. ретко дека нешто мене конкретно ќе ми текне Да, бе, бидам да. реален. Реално. Барам дали некој друг го тестирал тоа и каков исход има во тестирањето и дали се исплати или не. Добро, може нека ти да тестираш нешто. Абе, добро. Да, Али обично кога ќе ми текне нешто, наоѓам дека го тестирал некој. Така. Имало веќе некој што го пробал. Да. Трицепс дан. Доста беше. Сега Че го врата ми фулм ролерот. под лактица на крај да оставиме, а? Да. Најнебитна е реално нешто.
Под лактица. За Вежбаш дома. тоа? За дома. Па вежбам понекад, да. Од аспект на тоа што добро е као аксесори на крај, зашто ќе и менувам често, зашто ќе помогне и за користиме пример за некои вежби, оние кажи ги бе грип. Што ти го Не. ти го преподевал грипот? Не мислев на тоа, а тие ги имам нарачано и сакам да ги пробам. Аха, Зборам за не без асистенција, за да не се замараш со грипот. Кажи ги де. стрепс. Стрепс. Да. Ги го изгуби зборот. Али добро е некогаш, пошто ја пример дедлифтот кога го правам, гледам до макс колку можам да отидам ро. Па, да, ја искрено кога сум правил дедлифт поиша сум гледал стрепс поиша. Пошто ме коча доста, што знам. Лимитинг фактор е дефинитивно. Јас на моите клиенти им кажувам, направи 2-3 серии каде што нема да користиш ништо. Сепак работиш стабилизација на јадрото, работиш грип стрент и така. Да. Кога ќе стигнеш до некоја топ серија тамо, Да, build-up уклучи ги. саповите без и Така. после, да. Ама ја гледам да идам ро, ме сваѓаш? Да. Колку може, нели, макс да направам со без страпс, без појас, без ништо. И добро е вака, некогаш им давам вежби и ти викам различни со различен грип за да го зајакнат грипот. И ако често користат реално страпс, нема толку работа грипот, ме разбираш. Окей, добро е нека да се работи, пак е мускул кој што ако ги користиш тие страпс нема да добие љубов, зашто не добие за една две вежби, ме сваѓаш. Скрос. Највише искрено, оние керис и го менувам грипот. Пример, носење на плочка, вака со прсти. Па некад носење на кеталба, па некад носење на тек. Ме сваѓаш, менувам задршката како е и тоа највише дава корелација, примери со тегови, со такви ствари. Да. Али всушност такви хипертрофија вежби за подлактица не ни даваат нешто многу, Така. али ова ти има добар керион. да. Али правам и некојаш такви супинација, пронација ради хипертрофија изглед, да, па да. Али највише подлактица, вака луѓе ќе ми речат, еј шубава подлактица примераш, само ја ми од пулав, спушувам направено, па, милион не знам дали ја направено, ама Сите. Што ќе вежбаме сега? Ајде со крива шипка, малце билатерално. Со крива шипка. Да. Дај десетки, извади плочки. Ајде. Дај, добро, ќе ставиме. Стави ги тука. Ставиме стеги. И па шубави вакви са големи десетки, бе. Ти имаш од тие малите? Да. Нас ни се уиста големина сите. Да. Освен 2,5-ките. Повеле. Убави се, да. Само нешто, па некојаш ти смета тоа. Пример, ќе ти дадам upright row ако правам. Да. Еве ги, и ми смета, пример, ме сваѓаш и морам да ставам помали за да овакво, за да не ми удираат. Кој правиш? Ти треба да си наред. Кидеме, ајде да правиме 6 нека бидат. 6 wide, 6 shoulder width и 6 close grip. Добро. На close gripот заклучи ги лактите, да добиеш Окей. блокада од тело, а тука цепај, да. По 6, така. По 6. Мислам дека со 10-18 е идеално. Баш кај на пумпани сме сега. Те гледам некој фаци веќе правиш, така да. Така. Добро, се идеме. Сега нормал, да. Тамо. Тука си. Како е? Пепел? Добро е, тамански. Таман. Гледам дека користиш стегачи од превентивен аспект или од навика. Чекај сега, не ми изморувај. Управо ќе доврши. Залипи ги лактите ако можеш, собери ги скроз. Тоа. Најс. За последна, види како ги испакна бицепсите. Колку? 4? Да, 5. Ајде, уште едно. Оп. Најс. Добро, Пепел. Менјање грип. Иначе, еден период премногу форсирав килажи со дипс. Со дипс? Да. Браво. Колку ти е макс за едно 100 килажа? Немам пробано за едно, ами имам 3 направено со 115 на мене. Не бе. Да. Имам Горе или доле? На сајла? Не, На ланец? Да, бе, на да. ланец, да. Браво. Секоја чест. Ама откако го направив тој пиар, зглобовите трпат. Да. Посебно. Да, сериозно, ако почнам од тогаш, ако почнам нешто малце поекстремно да вежбам со килажи, почиња веќе ме боли.
И кога ги користам стегачеви, никогаш не ми се случува тоа да дојдам до болки во зглобови. Така што продолжив со нив. Значи сега веќе ти се, као што спомнав од навика, си ги носиш и... Да, ама не, ако прекинам, например, ако вежбам со килажи зборам, ако прекинам некој период да ги носам, почиња малце пак да боли. ме боли. Да. Така не препорачувам. Да, бе, да. Тоа што го правев со дипсот, ја претарав ефтен. Те сваѓам, те сваѓам. Имам на Инстаграм, мислам, со 100 или со 105, како ги Браво. правам 5 пати, нешто така. Тоа е сериозна цифра, сега чест. Thanks. Али, Ја, тоа пред ми е некој ден- као- Тоа ми е као најјака страна. Најлесно Дипсот. напредувам на нив, да. На Едно пулапс? тука така. На пулапс? Пулапс не ми се јака страна. Највише што имам направено е, мислам нека 3 пати со 40-45 нешто така. Не, и јако кога- тоа. Не, добро, не, со дипса така го споредиш, тоа рачуне многу поише сум вежбал чинопс и пулапс за да стигнам до таму. Така, така. Да. Ама добре, ве, као што спомна, не ти е јака страна и ти треба Да. поише работа и пак не си стигнал до таму. Да, пак не. Ама мислам дека на дипс можат во суштина генерално популацијата може повеќе да Дефинитивно да. Многу е- ама зборам и во ако споредам пример со други луѓе кои до каде има стигнат, има многу малце се што направиле повеќе на дипс од Да, мене, да. али на чинапс, пулапс многу ги има. Да, бе, да те сваѓам. А за колена? Исто гледам дека носиш. Слично. Да, не, без некој пиарс, некој нормални. Имам лези на лигаменти на менискуси на левата нога. Уште од, зборам уште од кога почнав да вежбам. Така. Да, малце ја претарав. Со трчање, со такви ствари ја претарав по принцип. Озбилно? Си Да. трчал? Да. И Долги дистанции или? да, сум долги дистанции. Не сум трчал маратони, али никогаш не сум го се надпреварувал во тоа или нешто, или да отидам на официјален маратон да истрчам. Да, бе, своеволно, она. Да. Океј. Да. Да не правим уште на доста се Доста, треба да да, оваа така. пута 6 месеци. Дај за трицепс. Колку ги правевме? 3-3-3 или? Дај за трицепс нешто. Со што сакаш? Ја влечеме некоја села сашто. Да. Си скватал примерете или такви ствари. Сигурно си поминал и ти низ тој период кога си сакал повеќе да скваташ и сето тоа. Видов дека не правиш сега пример бек скват. Така Да, спомна. немам никоја причина за тоа. Зашо не го правиш? Немаш причина, тоа сакаш. Да, кај едноставно не знам. ќеш да го правиш? Досадено ми, да. Да, бе, да. Кросбоди овде. Гледај, имаме триаголник тука, ја така барем сакам да ја правам да има малце простор, геп. Океј. И од тука да иде екстензија. Бум, фул. Добро. И сега затоа викам, со 2,5 е, она разликата е маме мојам за мене барем. Ама пробај види како ти го биде. правам ова, мислам дека тешкичко ти ми биде. Па заеба не, ама голем си Добра е. позицијата? Да, и од тука као катана да вадиш. Добар. Ако ти удира, ама не ти удира, супер. Само дај после контрола, пошто затоа ја сакам оваа села. Ќе шета ако не идеш контрола. Добро. Да, бе, ми стај 2,5 од страни, ќе шетала. Ми иде на десно, кажи. По колку? По Стај ми и од другата страна. 10-12, испукај доста се. Како ја осеќаш, добро? Да. Ја добро ја чувствувам многу на трицепс слава, постојано на медијалниот дел, пошто убаво ми доаѓа некако кросбоди вака кој иде. Уште стабилизирам, пошто прв пат ја правам. А иначе, ја исто не сум, гледаш, ја знам дека и вие по машини не сте многу. Знаеш, од подамна си имам таа перцепција дека со тегови, со шипки и со некоја ваква села може да се постигнат многу добри работи. Мислам дека толку сум. И едино од машина, што можам да го наречам моментално, имам пример оваа села, ама многу е компактибилна, сега само ја ставаш бам. Супер си ја машини, реално си има свој бенефит. Апсолутно, значи хипертрофија аспект кога го гледаме, нема подобро од тоа реално. А зашо, пример, сакаш некогаш да го прошириш бизнисот со машини или не? Не сум размислувал нешто кон тоа. Не сум... Ова се длабоки теми, Анатоли. Го замислив човек. Кај ми губаци вам. Гаси камера, ќе си направиме муавет ние. Не, немам размислувано ништо конкретно такво, као ми се допаѓа кај што е сега и тоа Да, што бе, да. правиме сега. Кој го знае?
Можда некогаш. Че се ми стана интересно. Пугај. Добра. Инаку па да, види, голем бенефит може да се добие од сето ова. И уште е далеку да се стигне некој лимит со овие работи што ги имаш, ме сваѓаш? Така јас го гледам тоа, пример, стигаме до некој лимит, па после може да се смени нешто, да се додаде нешто. Пошто има некои вежбачи, сигурен сум дека и кај тебе има вежбачи што долго време идат и прават прогрес. И сега наоѓаме начин како да им даеме некоја смена, разлика, промена. На крај на денот и интересно само ако има поише. Апсолутно. Веќе е плюс. Али да, на таа тема не ти доодговорив за скватот преска. Да. Не знам, има толку многу вежби варијанти, да. Ноза што ми се интересни, поинтересни од скватот, што ако го додавам и него малце ќе бидам burnt out. Те сваќам. Многу ќе ми биде тешко да постигнам се. И ради тоа го ставам фокусот на тоа што ми е најинтересно. 34, 35. Гледај кога премале си цепа, се на психа. Да. Не тоа многу. Иначе, јас како го гледам тоа, пошто во последно време многу се сакаш да читаш за хормони, за физиолошки и такви работи, јас го гледам тоа од физиолошки аспект, како еден голем бенефит за некои луѓе пред се што го немаат правено. Бек скватот и сите тие. Од хормонален аспект е многу повеќе бенефити нуди од некоја друга вежба која што нема да нуди толку многу. Што мислиш на тоа? Тоа е повеќе моje мислење е дека тоа е повеќе поврзано со колку мускулни групи користиш додека правиш една таква вежба, така што дури да ти е тоа главниот бенефит, да, ако споредуваш скват со бенч прес, најверојатно ќе има повеќе физиолошки бенефити, што не знам ни колку се значајни искрено на ниво на како се чувствуваш тие мали скокови, што се акутни моментални, али еве дури да има врска, нигде немам најдено јас дали можеби некој тестирал muscle up, например, во споредба со back squat. Или споредливо тие две dips во споредба со back squat. Мислам дека повеќе тоа колку физиолошки респонс мора да ти направи телото во однос на тоа колку мускули користиш во моментот. Пошто од тоа што е тестирано, може да видиме дека не знам, бенч прес има поголем скок во тестостерон од bicep curls. Вратило има поголем скок од бенч прес. Бек скват има поголем скок од вратило. Мислам дека е повеќе поврзано со тоа колку мускулни групи користиш одеднаш, отколку со самата вежба. Да, те разбирам. Па конкретно јас едно од најдобрите истражувања по таа тема што го имам читано од Данска или Норвешка беше, каде што они прават в две екипици, едната вежба само раце, како ја и ти сега пример, а другата го вежба истиот волумен и сето тоа на раце, ама додава и нозе, бек скват и такви работи. И сега од тој хормонален дел, од физиолошки аспект, екипава која што работи и нозе и раце дава подобар резултат од тие само што работат раце. Али пак што викаш, може да и разликата кај овие големи комплексни вежби и за upper body може ќе дадат истата разлика. Ама конкретно истражувањето беше правено нема, затоа кажам, не можам да најдам нешто што испоредувало комплексни вежби за горен дел versus долен дел или така. Не знам ни дали има скват versus deadlift. Па, верувам дека истото ќе биде, пошто според мене, дедлифтот во суштина е реални да видиме, е глупа вежба. Затоа што е концентрична е пред се. Да, чекај, зависи за што збориме. Зависи за што збориме, од хипертрофија, да. Добро, окей. Затоа што јас пример сакам да ги подобрам моите олимписки кревања. Да. Ако сакам да ги подобрам моите олимписки кревања, секој старт на нив е дедлифт. Ме сваќаш и морам да го работам тоа како основа, како фундаментална база. И, знаеш како, пак ќе го кажам тоа дека го гледам дедлифтот како тој хормонален аспект, тој физиолошки аспект дека дава бенефит поради тие фактори сега што ги спомнавме, ама дека нешто ќе придонесе во хипертрофија, нема како. Нема како што спомнав концентрично движење. Ако ја го дигнам дедлифтот, бум, и од тука го джитнам, ја концентрично само сум работел, ме сваѓаш, а тамо нема да има многу придобивки за мускул. А мислиш дека пример, не знам, ако не сум нашол, сега да прашам во случај ти да си нашол некоја студија кај што споредува само исцентрик versus само концентрик.
движење. Само Да, не, ама исцентрик низ волумен. со традиционален тренинг, вака, кај што не се фокусираме ние на тоа, исти е у суштина резултатот. Него викам тоа дека исцентричниот дел да се фокусираме само на него, дека ќе има многу големи бенефити за разлика од другиот, ама па дедлифтот од таа причина што е само концентричен, не може да ти донесе таков бенефит на мускул, ме сваѓаш, Да. со тоа го зборам. Поише го мислев од аспект на дека многу луѓе што работат за хипертрофија, знам дека се фокусираат на ецентричниот дел. Ама не знам луѓе што се фокусираат само на концентричниот дел. Да, нема, што викаш, ете некој да рече само Да, за тоа ме заинтересира сега дека зборам. немам најдено такво нешто исто. Барал за дали ќе го колкав ќе биде тој бенефит. Да. Али Види. домашно идење. Ја пошто работам со многу атлети и кај нив, посебно кога сакаме да се фокусираме на power и на експлозивност, фокусот ќе биде да се прават концентрични вежби од два аспекта. Првиот е заради тоа што таму е експлозивноста, нели, кога го креваш движењето нагоре, и втора работа зашто нема muscle breakdown, нема толку воспаление. И сега него му е битно, он е кошаркар, него му е битно да не биде воспален утре за тренингот или за утакмицата. И затоа ние ќе доеме, ќе правиме снеч со една рака, ќе правиме клин, може и да го джитнеме, или со лендмајнот ќе правиме такви вежби. Тука нема, и они нема да бидат воспалени, и немаат некоја градба на мускул. И според тоа мислам дека ако го гледаме, мислам дека нема да има... Малце се различни и вежбите. Да, апсолутно. Да, да ги, не знам, да земеш Romanian deadlift, ама само концентричниот дел да го правиш за hamstrings. Или... Не. Да. Не, Ај, Romanian кажи. deadlift, да. Romanian deadlift е пример, нели, она ти е предоминентно исцентрик вежба. Тој дел е најбитен кај нејзе. И сега не знам, ете што викаш, нема никој тестирано такво нешто да се проба, би било Да, интересно. и би требало всушност волуменот да е доста поголем за проперли да се тестира, зашто губиш голем дел од движењето. Да. Не е фер Да. 200 целосни репс versus 200 концентрични репс. Да. Од тој аспект. Ама па исто, еве, фактот што го зборевме ја и ти, дека сакаш да се фокусираш во последно време на full range of motion и вежби што ќе те истегнат, а вака ќе биде цело време скратен, ме сваѓаш. Да. Не, ја нема да пробам, ти ако сакаш. Експериментирај, кажи. Кажи ми. Доволно се напумпавме, мислам. Да, да. Може да седнеме на рад малце, пошто... Колку сме? Еве, 50 лета време кога имаш муабети кога вежбаш. И 50. Ајде, ме чекаат клиентите, не се заебавај, кажи. Јас и тренинг кој извежавме, испугавме тренинги, сега се вративме во подкаст собата за да си направиме муабет околу некои други теми исто така. Сакам да го прашам, пошто во последно време, како што спомнавме, се фокусираш повеќе на хормони, препоставуваме на исхрана, можеби така. Да. И сакам да те прашам од кај ти е пасијата за да повеќе се посветиш сега на тоа и од кај го црпиш знаењето? Пасијата, значи, ја имав некои, нема да зборам нешто повеќе околу тоа, али имав некои здравствени проблеми кога растав. Така. Кај што не знаев баш точно што се случува, зашто имам тие браво, бе. Кај што не знаев зашто ми се случуваат работите кои што ми се случува, многу често ми кажа, абе на подсвести ова, стрес, не знаеш, Стандард. да, пи повеќе вода и така. Да. И еден ден, не знам, се изнервирав и бев као да имав другарка што беше на медицина, ета молам дај ми ги книгите, си седнав дома и почнав да учам околу тоа, да не должам многу, као ме завлече со тек на време, као беше нешто што се пронајдов, во кое што не знаев претходно дека ќе се пронајдам, затоа прв пат ми беше као прв пат од свој проблем уствари ми спајкна интерес за нешто такво да учам. И со тек на време гледав како настануваат одредени проблеми во телото, што од исхраната може да помогне, до каде може да помогне или не. Ако не да се боснеш. И тоа не се проблеми, тоа се како плюс ствари. И така, не знам, гледав што може да помогне, што не помага, до каде може да помогне, гледав, на почеток многу верував во многу инфлуенсери, не знам кои ќе зборат како исхраната да е се, не е така, не е се исхраната, не е се ни спортот, нели има тука мултифакторијално е секогаш. И ме завлече, почнав прво да им помагам на многу другари кога имаа проблеми, познаници на крај, почнаа да ми кажуваат зашто не пробаш ова да го правиш професионално.
на почеток ми беше многу страв, нели, пошто немам ја некоја диплома што ме Немаш поврзува акредитација, да, и шуга ти е што викаш. Да, и ама после со тек на време некако се поврзав и со некои доктори да соработам со истражување и така, Браво. си затера тоа. Браво. Види, на крајот од денот најбитно е луѓето што мислат за тебе и какви резултати си им дал нив. Ако они се позитивни и даваат афирмација и се срекни и така да, само напред, не спречува ништо такво. Пошто најпрост пример ќе давам јас, почнав со факултетот за физичка култура, почнав да работам и сето и моето знаење го црпам од разни книги секаде. Не сум го завршил факултетот, а имам обучувано многу луѓе што дошле од факултетот како да бидат тренери да го работат тоа, така да не мора да значи дека реално треба нешто такво, ако ти стварно се интересираш и си читаш од секакви извори и знаеш што правиш, не е потребна некоја таква. Убаво е да се има, нели, за онака да имаш како едно представување, ама не е толку важно реално. Најбитно е резултатите што ќе ги даеш. Значи ги собра книгите и од медицина. Да, од почеток ми беше така. Тие се заебани. Да, не све, нормално, као гледав да, што ти е битно, што ми е така. битно, да, физиологија, биохемија, молекуларна, некои такви работи, дури имаше некој, пошто имав, не ми беше толку лесно, пример, молекуларна биологија која почнав да учам, имав многу пропусти, имав најмено и наставници кои што ми доаѓаа по дома за ми да ме обучат околу некои ствари, повеќето беа, не знам, студенти кои што беа завршени или нешто така. Браво. И така, понатаму, откако ги поминав тие книги, кога имам некој basic знаење, за да можам да разберам кога читам некој пейпер, почнав да го користам многу Google Scholar, PubMed и така натаму, да читам истражувања конкретно за тоа што ми треба. И најновото нешто што многу ми помогна во брзо да напредувам, верувам дека ми помогнало тоа највише, дека Lipgen, не знам дали ја знаеш, тоа е вебсайт кој што има као нели пиратерија на книги, ама има многу научни, да. И има као научни збирки на одредена тема кои што ги прават многу научници. И пример, не знам, сакам да истражам што прави, не знам, cholinergic system и ќе најдам книгата што ми треба таму и таму ќе ги имам буквално од А до Ш све за тој систем. И ќе биде некоја 3000 страни книга, ама нема да биде оноа како некој било кој што ја пишал, туку ќе биде баш од научници напишувана. Различна тема од различен научник. Многу добри се тие збирки, го стварно препорачувам некој ако се интересира за ова и го гледа подкастов, дека помага многу. Браво, ова ќе даеш странава да повараме некои ствари. Баш ми е мило, супер. Најс. Добро е, па еве, дај да почнеме со едно стандард basic прашање, да речам, да зборуваме околу тестостеронот, нели, кај нас машки е, да речеме, најбитен за градење мускул и сето тоа. Според тебе, како да го подобри некој својот тестостерон и во исто време да кажеш отприлика што го намалува истиот, некои активности или некои храни, нешто било што, дали што има врска и сето тоа, кажи си. Добро. Еве да почнеме со тоа како да се подобри тестостеронот. Некоја личност што нема вежбано доаѓа и вика правев крвна слика, баба, сакам да го подобрам тестостеронот, не вежба, ништо не прави, во суштина поопширно да го фатиме на почетокот. Прво, пред да зборам за како да се подобри тестостеронот, мора да спомнам дека барем во моје искуство не е толку битна бројката што ја гледаш на blood work, доколку нема симптоми, не треба човек да се замора со тоа. Да, пошто се гледат симптомите кога имаш низок тестостерон, ти ги знаеш дека ги имаш кога ти ги прогуглаш, нема да се мислиш околу тоа. Да. Имав, извини што те прекинувам, имав едно симптомче што го имав читано дека ако можеш да спиеш на стомак и дека ако не станеш со ерекција, дека веројатноста е дека имаш низок тестостерон. Дали мислиш дека тоа има врска? Не. Тоа го имав прочитано, беше смешно. Да, може само blood flow да ти е попречено пошто лежиш на стомак или тоа да не ја добиеш. Нема врска тоа со тестостеронот. Може да имаш висок тестостерон и да не се будиш со ерекција од самојле. Така, не е фактор тоа, да. Не е фактор, да. Колку висок тестостерон ти имаш ако си под многу стрес и преактивен симпатетски нервен систем, као ти нема да се будиш со ерекција, мислам. Да. Или ако си ненаспан. Да, така што не, тие обично се грешни. Као митчиња некои такви. Да. Ама у принцип не е толку битна бројката што ја гледаш на blood work-от, колку како се чувствуваш, бидејќи нели не зависи се само од колку тестостерон има во крвта. Тука имаш колку имаш SHBG, тоа е еден протеин кој што се врзува со тестостеронот и не му дава да влезе во клетката. После тоа има колку
колку андрогени рецептори имаш ти природно во твоето тело. После тоа ги имаш другите антагонистичките хормони, бидејќи треба да се балансираат, колку имаш кортизол, прогестерон, естрадиол и така натаму. Има многу варијабли кои што играат улога во ова, така што освен ако не видиш сега дека не знам, имаш нешто драстично под граница или еве дури под граница на овие години, ако ти е приближно на долна граница, приближно на горна граница, не верувам дека прави голема разлика. Сега, главни работи кои што во моје искуство повторно, добро е базирано и на повеќе научни студии кои што сум ги се поклопувал со научните студии, следново е дека неколку ствари кои што водат до намалување на тестостеронот, особено ако збориме за подграница, се ексцесивен стрес, ама од повеќе фактори. Не зборам како само стрес од работа, туку да, еве, хипотетичка ситуација. Идеш трчаш маратони секој ден. Вежбаш секој ден со тежини. Гладуваш, пробуваш да бидеш во калориски дефицит. Имаш стрес на работа, ти раскинала девојката. Фамилиарни проблеми. Сите овие ако ги скомбинираш, многу се големи шансите дека тестостеронот ќе ти падне под граница. И дека ќе почнеш да ги имаш тие симптоми. Со тоа што од сите овие што ги набрав, мислам дека никоја храна не е толку битна како целосен калориски внес, освен ако не си со прекумерна тежина, тогаш можеш да си дозволиш да идеш пониско со калориите, меѓутоа ако си со нормален body fat и бидеш во голем дефицит, имаш големи ризици дека тестостеронот ќе ти падне. Така што би кажал калорискиот внес дека е една од најбитните работи. Не е толку важно, така. Да. Значи све станува збор на крајот од денот за стресот, глобален стресот, повеќе места кај што доаѓа. Пошува се што го правевме стрес. Да, све е стрес во животот. Треба да го дозираш, да. Адаптација и дозирање е пред се најбитното. Јасно? Добро, еве некој сака да го подобри. Овие работи да ги редуцира, како да се фокусира на своето вежбање. Вежбање е една од клучните работи, нели, за да го подобри тестостеронот и сето тоа. Нешто друго имаш како совет, пример, на што да се фокусира? Вака, имаш тука повеќе фактори. Една работа е дека во случај да има поголеми масти, ќе може да добие бенефит на зголемување на тестостеронот преку индиректно намалување на естрадиол, преку намалување на body fat. Така. Значи, прво нешто, ако е со прекумерна тежина, дека ако ослабе ќе му биде од бенефит во однос на тестостеронот, бидејќи за тие што не знаат, естрадиолот во машкото тело се произведува од тестостеронот. Така. А се произведува во самите масни кели, бидејќи има еден ензим кој што се вика ароматаза во самите масни кели, и кога ги намалуваш масните кели, се намалува и тој ензим и останува повеќе тестостерон. Втора работа, најчесто во моје искуство е некои машки што биле обседнати со тоа колку масти имаат и сакале да бидат со 8-pack и така натаму, кај што се изгладниле хронично. И на низок body fat. Да, и телото кога мисли дека ти си во фаза на изгладнување, пошто нели еволутивно кога ги смеале, било као чекај, не може деца сега да правиме кога ќе изумрат одма. И телото одма прави шатдаун на све што не е неопходно, а размножување не е неопходен систем. И тоа е првото нешто што го гаси. Ова е као најчесто нешто што сум и обично нешто што би донело на blood work да видиш под граница, ова е тоа. Обезност не сум видел некогаш да донела до под граница искрено. Така. Искрено. Тоа околу вежбање, особено ако нема вежбано долго време, мислам ако нема вежбано пред тоа или нема вежбано долго време, не смее да направи премногу одеднаш. Би пак да не биде јак стрес, као што спомнав. 2-3 пати неделно вежбање со, не знам, со големи паузи, да биде тоа во однос на стимулирање на мускул, на стимулирање на сила, тоа секогаш гледам дека прави разлика во крвна слика, дури ако гледам дека кај клиенти кои што немаат таков проблем, дека обично кога им е на средина, не знам, на референс рейдж тестостеронот, почнува да им иде нагоре кога ќе почнат да го практикуваат ова. Така. Околу суплементи, некои такви работи, не сум видел искрено голема разлика. Знам дека си да зборат цинк, борон и такви некои суплементи, ама не гледам некоја разлика кога ќе почне да ги суплементираат. Многу е мала разликата за знам дали е статистичка грешка во мерење или да. Обично биле, не знам, целокупниот лајфстайл и колку јадат. Јасно. Најс. Добро, апсолутно во право си за тоа, стресот е пред се најбитна работа. Многу убаво го објасни сето тоа за некој што не знае или што не е запознаен со тие работи. Така да
кажавме кои се најбитни делови нели да се посветат, па ако некој се уште има проблем, тоа се веќе детајли и тука може да ти соберат од тебе. Добро, ајде малку околу девојките на брзина да поминеме. Околу, пошто они имаат малце по комплексен и по комплициран дел за вежбањето и сето тоа, и мислам дека не се фокусираат доволно за да се види тоа дали прави разлика, каква разлика. Кога се нели во таа менструација, нели имаме две фази, едната е првата половина, па другата половина. Дали што имаш да кажеш околу тие? Јас отприлика знам колку треба да се форсираат во едната половина, колку во другата, кај треба да се пази, ама кажи го твоето мислење, пошто знам дека работиш и со девојчиња, дали се фокусираш на тоа колку, како и малку совет да даеш околу тоа. Немам правило во однос на тоа, углавном комуницирам со самите Како се девојки. чувствуваат? Да. Бидејќи најголем дел и теоретски не беше прави смисла во фоликуларната, односно првата фаза да се чувствуваат многу посилни, со тоа што најголем дел околу овулација стануваат најсилни бидејќи естрогенот е највисок. Со тоа што во PMS обично имаат најстрашни симптоми првите 2 дена, не знам, од менструација, бидејќи тогаш им паѓаат доста ниско хормоните и естрадиолот и прогестеронот, и тогаш обично им таргетирам deload да имаат. Да не се форсираат. На поголем дел, да, бидејќи еднак им трае 28 дена, гледам да не знам, 21 ден форсираме, со тоа што првиот дел од лутеалната фаза ќе им биде малку потешко, меѓутоа за имаме на долг поголем напредок ги форсирам и таму. А после тоа кога влагаат во PMS и првите 2 дена гледам да е deload. Обично така го правам. Меѓутоа, кажувам дека не е правило бидејќи имам девојки кои што имаат во лутеалната фаза имаат подобри хормони отколку во фоликуларната фаза. Веројатно немаат видено на крвна слика, изгледа? Да, обично кога имаат голем прогестеронот кој има добар во однос на алдостеронот, бидејќи да не должам сега многу алдостеронот знае многу од него ни гледаат обично на бладворк да прави голем дел од проблемите што ги имаат во PMS. Знаат да имаат многу енергија и девојки кои што се природно знаат да се енергични и под стрес и така натаму, прогестеронот смирува. И се зависи од тоата базична нейробиохемија, ако си многу нервна, која естрадиолот ќе ти даде уште толку енергија во фоликуларната фаза, знае да ти измори, да ти истошти од што имаш енергија. А прогестеронот кој што те смирува, да те донесе во нормала. И сега некоја која што има, не знам, просечно расположение, знае кога ќе дојде прогестеронот да ја бутне ептени, да стане поспана, да изгуби сила, да не може јака контракција на мускули и да направи тоа да направи проблеми. Така што обично комуницирам со нив. Не би го гледал тоа како, не знам, црно-бело. Иако поголем дел се посилни фоликуларна и во тек на овулација, а после во лутеална фаза има честни случаи кои што знае да биде обратно. Така, да, па и во суштина така. И ако го гледаме црно-бело, така е, нели, за тие што не знаат, значи како што спомна Идренко, тоа е првата половина од 1 до 14 и тука е овулацијата, нели, и они тука се најаки, па после тоа почнува другата фаза и таму треба малце да се намали, ама се до тоа како се чувствува некој како што викаш може да има повеќе енергија. Јасно. Добро, јас да не те замарам многу околу оваа тема, некој Те кажи, гајле, за ова можам да. Не, ама стварно некој ако има некој прашање околу тоа и крвна слика и сето тоа треба да го праша Дренко. Јас немам навика често да правам крвна слика и тоа е една од лошите страни што ги имам, пошто сакам почесто да се фокусирам да разгледам, онака можам нели да експериментирам на себе си, да проверам некои ствари и ја немам таа навика, а треба да ја смениме и кај поише луѓе. Затоа што нели не само кога ќе ти дое проблем да отидеш и да речеш и да ја направам крвна слика, треба почесто да го правиме тоа и да гледаме и да пратиме во секој случај. Ти колку често правиш крвна слика пример? Ти текна кога почнавме да вежбаме, кога не се загреавме внатре. Кога кажавме не треба вака. Гледам почесто да правам последно време, правам не знам еднаш на 3 до 6 месеци. Преозоставува. Да, нешто така. Не ми е поентата ни сега да се обседнувам со тоа да правам секој месец, нема поента. Али гледам да еднаш на 3 до 6 месеци. Како е ако ги додаеш тие параметри е доста скапо. Да, и не проверувам еднаш на 3 до 6 месеци све. Проверувам тоа што мислам дека ми треба, зависно што ми било поклимаво претходната крвна слика и така, али еднаш годишно ќе проверам пример хормони и такви работи.
Тоа е доста скапо, ако ги убациш Да. сите тие и тестостерон, и инсулин некој го пробира, и такви работи, не знам, доста скапо видов дека Да. испаѓа неколку илјадарки. Окей, ајде да сакав да те прашам, имав дали си видел дека од некои истражување извадено ова, не можам да ти кажам конкретно тој зашто го слушав ова на подкаст од Пол Феврец, вика ако бебе плаче и дека ако на бебето не му помогнеш, значи ти го слушаш дека плаче, ама не му помогнеш, дека ќе добиеш краток буст на тестостерон, дека ќе ти се покачи. А ако отидеш и ако му помогнеш на бебето, дека ќе ти се намали тестостеронот. Дали некогаш си го разгледал? Не сум го разгледал, почнам пробувам да размислам теоретски како би се случило тоа. Знам дека Знаеш, валја осеќаш она као го знаеш дека плаче и као нема да му помогнам, не му помагаш и валја тука добиваш тој као грижа на совест, таков дел и валја тоа е некој мал буст што го добиваш во тестостерон. Јас како би го размислил тоа, пошто сум осетил пример некојаш како плаче некој дете и знам одма како ќе осетам и ако не отидам одма да му помогнам, правам нешто, зафатен си нешто. Не знам дали колку држи вода и дали е тоа вистина. Можам, не знам, моментално ми доаѓаат неколку сценарија како би правело логика, тоа е неколку сценарија како не би правело логика, така што стварно не знам да кажам, можам само да, не знам, да гаѓам моментално. Знам дека при плач, имаше некои студии дека при плач на бебе знае се зголемува пролактин. И не знам дали се зголемува уште повеќе ако отидеш да му помогнеш, да му помогнеш, па можеби ради пролактинот да. Знае да има негативен фидбек на хипофиза. Да. Ама искрено поише ми звучи као на некоја мала... Не верувам многу овакви ствари кои ќе ги прочитам. Да, дека може да искочила една студија направена негде со неколку грешки на петорица и да, и студиите си имаат треба да се разгледаат колку што на кој е правена и сето тоа, фактори се. И баш као тоа што ќе биде толку акутно нешто. Да, дали веројатно. мереле што се случува после 8 сати, моментално, да. Да, исто имаше за ако некој е во романтична врска, дека му е на пониско ниво тестостеронот отколку некој да не е вајда да шантра лево десно и да нема некоја девојка конкретно. Дали тоа мислиш или си видел нешто околу тоа? Пошто интересна тема е вака пример. Вајда нема да раскинат сега. Не знам, мене ова пак ми Знаеш, звучи на тоа е као дека агенда. Да, добро. Сигурно не, треба да се разгледа, да се види, ама нешто е као дека ти си цело време со едно девојче, немаш оној брз на почеток што го имаш кога разговараш со некое девојче, туку си во таа комфортна зона со една девојка цело време. И валја ради такви некои работи. Може да би окситосинот знае некогаш да намалува тестостерон, пример. И нели кога имаш блискост со некој, знае да се зголеми окситосинот, што нели е лав хормон и така натаму, али може тоа на некој начин да биде еден механизам како би намалило тоа тестостерон. Од друга страна не знам го истражувањево дали ги во случај да си го прочитал, дали гледале истите луѓе како им биле нивоата на тестостерон во врска и надвор од врска или биле различни луѓе. Да, дали има споредба, да, со истите луѓе. Да. Те сваќам. Не знам, ми беше интересно и сега да те прашам. И уште едно, дали гледање на победи, некој како дига трофеи, знаеш, и самата визуализација претпоставувам, ама пример го гледам конкретно Леброн Джеймс како победува, освојува трофеи, или го гледам Гладиатор како гази. Збориме за акутно, пример јас имам надпреварили утакмици и се спремам и тоа дека дава буст во тестостерон, дали тоа мислиш дека е вистина и дали може да помогне? Во однос на студии што сум гледал, да, прави разлика, барем на повеќето што ги имам прочитано, Ама што знам, ако се осеќаш добро, најверојатно посекако, тоа е тоа што го имаат тестирано, дека ако гледаш тимот да ти победува на утакмица, имаш голем ачивмент во животот, не знам, си добил покачување на плата, си добил напредување, да го креваат тестостеронот кај машки, на машки се правени тестирањата. Дали тоа има некој нешто физиолошки значајно да прави промена во тебе, дали е тоа одржливо, не знам. Али у принцип да, али ево од друга страна на пример ако гледаш многу луѓе, знам дека има мит дека многу од CEO-то и извршни директори, не знам што дека имаат висок тестостерон, напротив тоа што го имам гледано немаат, имаат обично подпросечен тестостерон.
ама пак им го мерат тестостеронот кога се веќе на таа висока позиција. Во исто Так. време имаат и повисок кортизол, дали може кортизолот има негативно Да, влијание да. на тоа, дали може би природно пред тоа имале повисок тестостерон. Мислам дека тоа се работи кои што не би требало многу да ги застегаат луѓето, поише нека се држат до вие што се проверени basic, на многу студии, да. што може да ти го донесат тебе нивото на нивото на задоволително ниво. И дека не знам, као не многу се овие ствари, еве што и да го направи тој да направи 10% бенефит, што ќе се држиш до такмиците, што знаеш дека ќе ти помогнат, не е нешто. Да, те сваќам. Да. Убаво бе, знаеш како тоа е од аспект на еве пример деца што играат, тренираат и да добијат еден таков малце енергичен буст пред натпревар утакмица, Да. нешто колку да добијат плюс, се што може малце да им помогне е окей, нели, затоа. Окей, ајде да сакам на брзинка да рангираме неколку вежби Ајде. за грб. Добро, ние не работевме грб денеска. Јас тука пукнав неколку вежби, мислам дека 15-16 се, на брзинка да ги поминеме. Ајде. Како мислиш ти дека се добри или не се добри? Ќе почнеме со single arm row, со текче. Да. Single Што arm мислиш row. за single arm row со текче? Имаш 5 рангирања, нели? S tier, A tier, B tier, C и D. S е најдобро, па A, па B, Да. натака иде. Збориме за хипертрофија, така? Да, еве, за да го растеме грбот, во суштина. Да. Ес. S како Да. една доста добра, да. Да. Па и јас мислам дека искрено убаво е се осеќа оваа вежба и пред се затоа што е юнилатерална, со една рака се работи, некако ти даја убав простор, убав range of motion да отвориш и многу убава вежба. Така да може. Ми се свиѓа. Идеме дале, Gorilla Rows со кеттлбел. Горила роу со кеттлбел. Знаеш, едната е Да. alternating Да. кога ги правиш. Би. Би Би. таа нешто така. Не е нешто спец, али, знаеш како кога ја правам вежбава, пошто лактот, као немаш ни простор многу да го отвориш, некако многу убаво се осеќа на латот, посебно кога ќе повлечам, и затоа некако вежбава ми е кој да ја правам, и тоа не ја правам со голема килажа и вака луѓе, ама убаво ја осеќаат баш на латот. Вајда ти викам поради аголот не можеш механички да го отвориш лактот некако и убаво доаѓа. Да, ама од друга страна па имаш одмор кој ќе го спуштиш тегот, не ти Да, на земја е, да, рестинг е. Да. Така. Многу често е центричниот дел, освен ако свесно им кажеш да го успорат, не го контролираат, Да, само им да, паѓа да. И раката. одма ќе ја пушти. Да, и ете ми 2 оцени надоле на бисме. Да, добро, може. Одиме дале, еве една смешна. Не знам дали не можам да ти објаснам ова Towel Rose. Ова кога беше короната, ја Добро. видов на Ке неколку момци, ќе земат пешкир и као бентове роу, ама со пешкир. И се он го влече и го развлекува и плюс тегне. Ама чекај, малце успева да има некој range of motion или не, само влече? Нема како да Значи, има, као тоа ми беше многу изометрично, смешно. Така, повеќе е изометрија затоа што он влече странично, латерално и плюс влече на кај него, ама нема отпор, као нема од кај да доаѓа отпорот. Ја Ја искрено, ако Ди би го направиле као да нема врска, би го ставил ова си. така, да. Добро е за некоја активација Да, имаш нешто, да. као изометрија е добра, пошто као Апсолутно, јас многу поштувам изометрија и многу работам, ама ова е глупа вежба во суштина. На Кеј неколку ликови кога беше короната видов и викам ама не сегаш да се мешаш, си викаш, Не. ај остај, али еве си ќе ја ставиме, може. Одиме дале со Australian Rose. Australian Rose. Што мислиш? Као окей, ја давам повеќе на луѓе што не можат да стигнат се уште до pull-up, многу се на почетокот, па малце да се осети. Многу limiting фактор во Australian Rose ми е подлактицата. Голема, ако направиш повеќе од 10 веќе почнува подлактицата да те боли. Не го осеќаш на грб толку. Ја доста ја осеќам таа па на грб. Зависи, Да, бе. кога правам со White Pulse, пак не би ја стел, не знам, еса сигурно не ја ставам. Не знам сигурно дали е. е или би да ја ставам. Ја. Ја би ја стел B, По твоја нека биде. ајде, кажи. Добро, ти беше меѓу B и A, така да тука сме, окей. Ајде deadlift. Deadlift. Да, што мислиш за deadlift и грб? Пауерлифтерина, да ти кажам, големи грбови имаат. И силни јадра има. Добро, ова би Да. било повеќе, глеј, јас искрено кога ја правам добро и се фокусирам секогаш на добра форма на дедлифтот, не гледам многу да форсирам килажи, пример големи, ако гледам дека ми се крши форма, и кога убаво ќе се стегнам, добро го чувствувам латот, како се уклучува у игра и сето тоа,
Ама па никогаш не сум воспален, као што зборавме, дедлифтот е концентрична вежба и не ми е некоја. Да, те разбирам. Ја би го стал негде би тамо е. Па ја, и кога ќе видиш, ако ја ставиме дедлифт би може Australian Rows, не нам ја отидеме на ей. Да се качи едно место. Да, стави. Да, као едино нешто што ме мисли е, пошто стварно пауерлифтери знам што ништо друго не прават за грб. Исто, јас И прашав неколку, пак има голем добри, грб, да. да, Ја и- така на експото кога бевме најдов еден момак што само ги врти наш clean and jerk, сето тоа го прави и викам ништо друго не вежбам. Ај гледаше човекот топ, викам не е можно, викам Да. стварно ти кажам, викам ништо друго не вежбам. Bent over rows со шипка. Фу, ес или е ми ова? Ес би ми било пошто имаш поголем оверлоад капасити од со една рака роу, ама од друга страна имаш помал range of motion. И според мене имаш limiting фактор кичма некогаш. Да. Пример кај one arm row имаш асистенција и не е толку јак стресот на долниот дел од грбот кичмата, а вака на ова е реално повисок стресот, некој што има маки или нешто. Така да, убаво рече исто меѓу A и S, ама Да, ја A, ставим U, пошто да. немаме вежба уште U. Wide rows на клупа supported wide rows. Chest supported wide rows. Да. Ама со барбел се мисли. Дамбел. Со дамбел? Дамбелс. Па chest supported ако се доста добро. Мене ми се допаѓа Но тоа. е вежба SB доста. стайл ова. Yes. Збориме wide, малку повеќе фокус на ромбоидите и може да се да речеме и долниот трапез, поради тоа што збориме за овој агол или негде. И да, доста си ја поштојам и јас оваа вежба ја сакам. А што мислиш за bench supported исто, ама normal rows, close grip, као close grip, поред тело. Поред Знаеш, тело, мислам, стои че line of path, supported. да. Исто. Исто. Да. Добра, стварно две супер вежби. Chest supported, нема кичма, ништо тука, Да, ова да. изолирана вежба, коска. Pull-ups, Ова ес мора да го ставам. е реално. А вака билдери некои не ја сакаат многу зашто не е реално наизолирана. Имаш тука подлактица, бицепс и имам гледам многу што не ја поштуваат. Јас искрено грбот си го имам трансформирано преку Исто, pull-ups, исто, ништо друго. Исто. Као ја за грб многу долг период од мојот живот не ни правев друго. Само pull-ups. А од кога правам други работи не ми си Немаш изгодно. разлика, Да, нека, да, така што исто. да, нема ес ми е 100%. Супермен. Супермен. Ептен ако е бегинер може да му дам си, иначе на кај дипа ја. Си така, ја некогаш за ако ја- долен грб окей, Да, некогаш ја користам као мал warm-up за некои вежби, знаеш, Да. малце, или корективна некоја кога да се активира малце, да, лумбалниот за дел, тоа е. инаку. А lat pull down, Lat pull down. знаеш, и lat pull down, нели, мимика на pull-up со суштина за некој што не може да стигне, ама и добра изолација, затоа што... Добра изолација, ама пак гледам као пак од искуство зборам, не зборам сега нешто scientifically, дека многу често префрлаат многу на ромбоид, на горен дел ако на не е грб, добра пошто се форма. навалуваат, да. Ама, знаеш, оно, кога ќе влезеш во джим, скоро сите ја прават таа грешка, не можам да ја ставам као ес. Така, те На сваќам. pull-ups помалце можеш да Не завршуваш можеш, со да, тоа. не можеш така Да. завушаваш, што викаш. Да. Хефнилинг lat pull down, оној стана познат прилично преку дечко на јапанецот, тој као сигаше JPG. Добро. Ти теки на колено една која си и влечеш. И влечеш? Да. Убава вежба. Да. Добра. Малце потешко за overload. Ако ама Можеш блокада да ставиш кај клуб со клупа да. и од тамо да можеш да ставиш повеќе килажа за да не те повлече напред, ако на тоа мислиш ради Да, оверлоад. да, ама да не го рачунаме со тоа, пошто многу комплицирано. Да, ако биде само вака, да. Да. Накај би бија стел? Би бија стел, не би. Ја бија стел меѓу B и A, ама Да. може апсолутно. Добра вежба, убава се Предходното осеќа. по те видовме би Да, стел. сега по тебе. Landmine rows. Landmine rows. Една страна има килажа, close grip, нели со оној фатот. Да. Што мислиш ти? Ја лично не ја осеќам доволно Не? добро таа, да. Така што не ја осеќам лошо, ама не Не, знам, она- не можам многу Range of motion не можеш, да, така. не можам на таму највише го осеќам. Има еден атачмент, тој е добар, мислам дека понатака ќе го земам кај што има простор, кај што можеш да поминеш и да добро, повлечеш да. многу повеќе.
Еве добро, може би со тоа би ја стел на повисоко ниво, ама Сега и тука имаш колку толку лимитинг фактор на кичма. Кичма, да. Да. Разликата е тоа што едната страна е само со килажа и дека аголот е ваков, Да. не е хоризонтален, па тука е малце полесно на кичма за Да, разлика да. од бентове рол, ама ти би ја стел на дека е B, Да. нешто така. Би. Би ја лопнале, ајде. Уште 3 имаме и не те заморам веќе со Ус. Facepulse. Facepulse? Да. Сега може да се таргетира и за Рамос оваа вежба, Да, зависи од екзекуција. Ја Facepulse со оглед на тоа дека многу често ставам едно од Facepulse, Y-Raises, T-Raises, нешто Така. такво во програма. Ес чисто пошто нема толку overload capacity, ама би ја ставил пошто мислам дека едно од овие вежби да имаш во програма е доста битно за пошто. Апсолутно. Исто јас мислам, или доста битна вежба и добро изолира и добро работи на тој предел, кај што нема многу вежби за тој предел, Да, за тоа. да. TRX Rose, слично како Австралијан, ама на TRX реално може и да, не дека не може и на Австралијан. Што мислиш тај? Па пример со TRX Rose малце поише осеќам на Лац, ако сакам да таргетирам, Исто. со Австралијан малце повеќе на горен дел. Исто. Така што исто би Тоа ги валја ставил. ради грипот, пошто Да, немаш толку да, со овие да. можеш убаво поред тело и Исто би ги ставил. Кај ја ставив мала, че ја Или би ги А, ставил. би ја ставив. Би, па би и овие. И на крај последна јавна на машината што е хоризонтален рол со close grip attachment. Хоризонтален рол со close grip attachment, Да. со chest supported или? Без сапортет. Со Без. нозете што ги ставаш према машината и Аха. влечеш, нели, према пупак. За ширина на грб доста добра вежба, она за thickness, нели, да имаш. Или пак барем да сфатиш некој поширок грип да можеш да повлечеш поназад, Да имаш, пошто и таму знае range да of биде motion, да. лимитирано исто како кај landmine кој што ја прават повеќето луѓе. Ес не би ја стел. Не најда, ама негде меѓу и би може да биде, Меѓу да. и би, да. Исто да, прилика би го кажал тоа. Најс. Ја ќе го скриншот на мој, ќе го ставиме да видиме и некој ќе оставам може би како пост да видам што мислат и другите, ја и ти како ги рангиравме, мислам дека е сосема коректно вака и вака и ги користам во суштина и ја вежбите кога креирам еден пул тренинг. Знам дека се брзаш и немаме многу време. 3 брзи прашања што сакам да ти ги поставам. Од оваа епизода сакам да ги поставам на сите и да Добро. немаат некоја релевантност и да имаат. Добро. Сакам да те прашам, што мислиш кој е GOAT во фудбал, Роналдо или Меси? Не гледам фудбал, брат. Кој име повоти доаѓа на... Ајде, Меси, пошто еден недобри другари е птене фан. Добро, Меси Да. добиваш 1 поен од оваа епизода, ама окей, добро. Со кошарка имаш историја, Да. Коби, Леброн или Джордан? Джордан. Да, он Да. ти е као број 1. Да. Окей. Има некоја причина за тоа или така одноставно што ти е? Највише обожавав кошарка он кој играше и ми остана така пред да стане. Ама го имаш гледано, го имаш Го имам фатано. гледано, го имам фатано, Ја го немам пример. Многу мал бев, али и после тоа, не знам, со брат ми ја знаеш, пошто он беше луд по кошарка, уште е луд по кошарка. Да. Ми имав гледани поднатаму, као, не знам, снимени епизоди ово, Да, нека да. го знаме птен како играл, не знам, документарците му ги имам гледани првиот и вториот и Да, така, да. ми остана Легендар, птен у се случи. срце ми е, као. Најс, окей. Го, извини што ќе те прекинам, го служав кога работев во American Work and Не, Travel. нема шанси. 3 пати се сретнав со него, првиот пат што ми текна, не знам, таму 2 сабајла тамушно време, идам го се тресам цел, ми вика тој што ми беше супервизорот, ми вика, абе, Майкл Джордан, окей ти е да го служиш, ја го имам ладен, ми викам, да бе, нема кајле. Идам, требаше бейгл да му однесам, го спремив со све што може да даеме, го носам таму, застанувам, не можам да зборам англиски, го заборив јазикот, македонскиот, англискиот, сите, седам ми доаѓа таму што тој што работи, што е менаџер во местото, кај што му го однесам, мика, Алек, добар си. Да. И се смеам, му служам све што треба, искачам надвор и му звонам на Филип. Ало, брат! Чекај, Да. не се сликна нешто, не ќе го замараш? Не смееше, Ај. со никој не се поздравуваше. Прв пат така го видов, втор пат го служав на местото кај што беше сместен, пошто рум сервис работев, и му носам за јадење оди, го гледам како си игра со едно мало дете, и викам, леле, не ми се Пријатно, верува што се деша, и третиот пат поминувам у ресортот, и он поминува со жена му и вака ми напри, ја толку Не, бе, те поздрави, Джордан! Викам, леле, толку. Брат, ти си успел, Джордан му рекол, леле, Да, и после тоа решив со спорт да се бавам. Каква легенда, сега баталион. Ај, задње, за тебе се однесува дали би избрал слава или респект? Респект.
За тоа што ни тоа не ми е нешто толку како искрено. Не ти е важно ни тоа, да. Битен ти е респектот од Зависи. своите луѓе, да речеме. Да, респект од моите луѓе, не ми е толку битно нешто да ме респектираат луѓе што не ги знам, не ми е битно. Порано може ми беше побитно слава, некако не знам како Да, сите помал сме сум имале се. таа фаза реално, да. Да, ама сега дури не знам, дури ми смета некад да треба ставам толку на Инстаграм. Да, или не да, знам. го осеќаш као притисок, да. Да. Така што респект од мои луѓе ако се рачунат, да, али вака од overall Не се замарш. влече, да. Најс. Добро, Дренко, фала ти многу, не би те држал Ништо. повеќе, си поминавме топ, доста време утепавме Да. и внатре и тука. Имавме доста корисни информации за сите што ги интересира и што ќе гледаат, слушаат. Ти посакувам се најболje натака и Фала. во тој аспект и со теретаната, со кинетикс и сето тоа и ќе правиме сигурно пак тренинг во некоја Да, друга стварно. прилика, ќе се договориме. Фала ти уште еднаш што дојде и што прифати и ќе се видиме, чуеме у некоја друга прилика. Фала ти многу на поканата, брат. Поздрав до сите што го гледаат подкастот. И следен пат за да вежбаме заедно не мора подкаст да снимаме. Да, Како може ќе само да си пишеме, правиме да, тренинг. тренинг ќе направиме, да. Договорено. Е. Фала ви на сите што слушавте, кликнете subscribe нели за поддршка и сето тоа, па ќе се чуеме во следна епизода. Поздрав. Чао.